Светениколското жежено, беровското бело сирење и компир, црните сливи од пехчево, блатечкиот граф и многу други производи со оригинален автентичен вкус се уште чекаат на брендирање. Пред се означува производ со заштитено потекло, потоа значи производ чија финална верзија е контролирано изведена и на крајот значи препознавање од страна на потрошувачите, бидејќи кога се спомне некое име трговско заштитено по македонски или брендирано по ново македонски, значи дека за производот постои апсолутно целосно пишана процедура. Реално, за поголемиот дел од земјоделците, брендирањето е голема процедура, но во неа досега не влегува и оние кои процедурално можат многу да им помогнат, локалните самоуправи. Но, што се производителите губат, зборува примерот на виничките производители на мед. Ефектите од бандеролата за мене лично се многу позитивни. Еве оваа година може да кажам дека медот ми е веќе при крај, веќе не продавам на пазарите. Веќе сме препознатливи и пошироко, значи не веќе од општината, значи имаме веќе побарувачка и од Скопје, од Велес, од Штип, од Берово, Делчево. Иако процедурата се уште е во тек, самото етикетирање на виничките пчелари им донесе двојно поголема потрошувачка и подобра цена на медот. Кога има бандерола, знаеме дека е квалитетен за јадење. Квалитет добар, природен. Што блендирано посигурно ќе. Освен со медот, ово може да се случува со уште најмалку десетина други производи од источниот регион. Во период од неколку години, колку што за брендирањето се зборува интензивно, само Штипја заштити пастрамалијата и сега на пат е тоа да го направи виница со медот. Останатите за брендирање зборуваат, но на дело ништо не прават.